Образование и спорт како најава за спортот што следува. Корчагин, Олимписки игри. Двајца гости ова утро во Македонија на утро. Тоа се магистар Симона Јовска, професор по биологија, и Павел Проданов, ученик во 4-та година. Ќе ги представиме гостите, односно ќе ги видиме гостите и во кадарот. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Ќе и дадеме предност на професорката, нели секако се разбира. Корчагин Олимписки игри, Корчагински Олимписки игри, настано организирано од кариерен центар при Средното училиште на град Скопје, Раде Јовчевски Корчагин. За прв пат во вашето училиште, која е темата и што ќе се случува? Да, станува збор за Корчагински Олимписки игри, една манифестација која што за прв пат ја организираме оваа година по повод патрониот празник на нашето училиште. Манифестација која што е посветена на разни видови надпревари, организирани од учениците, 5 спорта, различни, меѓутоа еве за надпреварите повеќе ќе каже организаторот, односно менаџерот на кариерниот центар. Многу е интересно што учениците за прв пат оваа година сака да промовираат нешто што е поврзано со спортот. Зошто за прв пат? Во минатото се сеќаваме, барем ние повозрастните генерации, дека доаѓавме на училиште, можеби најбитниот час ни беше физичко воспитание. Значи го очекавме со нетрпение. Активни ли се децата? Сакаат ли да учествуваат во спортски активности? Освен часовите по спорт, свесни сме дека спортот се помалку е застапен во денешно време. Тоа е благодарение на техниката, на технологијата, на телефоните, телефоните, интернетот, компјутерите, и оттаму всушност дојдовме до идејата да еве оваа година патрониот празник го прославиме со едни спортски игри. Павел Проданов, ученик во 4-та година. Колку си висок? 2,100? Не сум, за жал. 1,95. Дали си спортист, дали си запад во спортот? Спортист сум, активен. Бев долго време во ракометот, но сега повеќе сум кон самостојно вежбање. Се уште останувам активен. Те прашав на прва дали си играл кошарка, не. Ти веднаш ми реплицираше за фаул за 7 метри, веднаш. Так. Не, јас сум ракометар. Добро, што спортови ќе има, каде ќе се играат? Играме и денеска се одржува, и вчера се одржуваше, играме кошарка, играме фудбал, играме одбојка во екипните страни, а за индивидуалните спортови не се застапени шахот и пинг-понгот. Да, сакав за шахот да те прашам, кои спортови освен овие екипните? Корчагин е школа, училиште, школа која што важи за високо развиена во развивањето на интелектот кај децата, па како ви оди шахот? Па шахот сега за сега оди одлично, имаме шаховски клуб од самиот школа и тие промовираат и помагаат со организирање на надпреварите во шахот. Ќе се вратиме кај професорката. Која е крајната цел на организирањето на овие олимписки игри во рамките на училиштето? Дали ќе останат во рамките на училиштето или можеби ќе ги проширите? Можеби во минатото имавме мали олимписки игри, тоа беа надпревари, сега можеби и сега има, меѓутоа на многу високо ниво беа во минатото организирани. Потоа имаше нели надпревари, сега има на ниво на средни училишта, меѓутоа сето тоа е некако тивко, стихино. Дали планирате соработка со некој училиште или можеби ќе се задржите кај вас? Да, планот е оваа година да ги почнеме кај нас, но во иднина да правиме соработка со сите средни училишта кои што се на ниво на град Скопје, па на некој начин или да се одржуваат меѓусебни надпревари по различни поводи. Како учениците го прифатија овој повик за повторно раздвижување? Па многу одлично можам да кажам, затоа што имаме многу учесници, посебно во кошарката и фудбалот. Имаме многу ученици во нашето училиште кои што приватно си одат на тренинзи, си вежбат и си го сакаат спортот, едноставно се направи една голема збрка на почетокот. Многу луѓе доаѓаат да се пријавиме, ова сакам да играм, ова сакаме да играм. Има деца кои што играат и по повеќе спортови. И тоа едноставно многу убаво ни дојде на нас како организатори, кои што сакавме да има учествување во нив, да има учество во самото, тоа за да се подигне самата спортска свест во школата. Почнавме со професорката, ќе завршиме со професорката. Која е пораката што ќе ми испратите на учениците во однос на физичката активност и овие олимписки игри? Еве да бидат се поактивни и да продолжат да ја негуваат традицијата секоја година.